Марихуаната е најчесто употребувана друга во земјава, покажува извештајот на Институтот за јавно здравје, кој е дел од европското веб истражување за дроги за минатата година во земјава. Ја конзумирале 32% од тие што посегнуваат по овие нелегални супстанци, а поразителен е фактот што над половина од нив кажале дека управувале возило додека биле под дејство на канабис, кој го користеле дури и на работни места или во училишта. Повеќето од учесници кои што биле предмет на ова испитување почнале да користат канабис за прв пат на 16 години. Употребата на повеќе дроги во исто време била честа појава кај корисниците на канабис, со истовремена употреба на тутун и истовремена употреба на алкохол или некои други психотропни супстанци. Канабисот исто така најчесто се користел дома, во природа или на јавни места, но и на музички фестивали и во клубови и барови. Во однос на причините за користење на канабис, директорката на Институтот за јавно здравје Андоновска вели дека најголем процент од луѓето го правеле тоа за намалување на стрес и за опуштање. Дури околу 50% изјавиле дека користат канабис за да се забавуваат и за да го подобрат своето спиење. Кога се однесува во врска со стресот и релаксацијата, повеќе од 30% од испитаниците користеле канабис за да ја менеџираат тагата, депресијата, анксиозноста, проблемите со спиење и проблеми поврзани со расположението. Освен марихуаната, дел од граѓаните најмногу користеле и бензодиазепини без рецепт, но и производи со канабидол и кокаин кои ги мешале со алкохол. Извештајот покажува дека е мал бројот на лица кои побарале помош и се пријавиле за третман, и тоа само за неколку видови на дроги во изминатите 12 месеци. Најчести причини за избегнување третман биле стравот од стигма, правни последици и загриженост за доверливост.